Според последниот извештај на Светска банка за миграција и одлив на мозоци од 2019-та, Македонија во последниот период ја напуштиле над 500.000 граѓани и државава се наоѓа помеѓу првите 20 земји во светот со најголема емиграција во странство. Одливот на мозоци предизвикува сериозни проблеми кај компаниите. Само во Прилеп над 70% од нив се соочуваат со огромен недостиг на стручен кадар од сите профили. Според реализаторите на проектот ЕНТЕК, италијанската Косава подружница Прилеп, недостасува соработка помеѓу образовните институции и бизнис секторот, локалната и централната власт, како и продукција на стручни кадри од страна на средните училишта во согласност со побарувачката на пазарот на труд. Потребно било и вклучување на Стопанската комора во креирање и носење на политиките во образовниот систем. Потребна е служба за кариерно советување во средните училишта со цел учениците да се насочуваат врз основа на капацитетите и потребите на пазарот на трудот. Има потреба од отворање на хабови, центри за поддршка на млади, со цел обезбедување на услови за разменување на идеи, социјализација и поддршка на млади. Потреба има уписните политики и бројот на ученици да се одредува на општинско ниво со цел да кореспондира со реалната ситуација и со потребите на пазарот на трудот, наместо како досега да бидат дефинирани од Министерството за образование и да не одговараат на реалната ситуација на терен. Се препорачува и тоа дополнително да се промовираат бенефитите од дуалното образование за развојот на економијата и важноста од креирањето на соодветни стручни кадри кои што ќе одговараат на потребите на локалната економија. Се препорачува до централно ниво при креирање на оперативниот план за вработување, Министерството за труд и социјална политика да ги вклучува и локалните центри за вработување, да се прилагодат условите на фирмите пропишани во оперативниот план за практикантска работа и да се предложи обезбедување на финансиски средства за менторите кои ги менторираат практикантите во склоп на извршување на практикантска работа во компаниите. Се препорачува до централно ниво да се креира правна рамка која ќе предвиди обврзувачки клаузули за практикантите, како и други легислативни решенија кои ќе обезбедат поголема правичност и одговорност за работодавците и работниците во процесите на спроведување на практиканство, вработување, отказ и слично. Исто така било потребно Стопанската комора да утврди кои кадри им се потребни на компаниите и според тоа да се направи уписна политика за средните училишта, додека пак наставните програми во училиштата морале да ги одразуваат бараните вештини на 21 век.